Драги гледачи, добро вечер. Вие сте во нашето ново продукцијско студио Буревесник, четврток, 26. мај 2002 година, последен мајски во ова година. Непланирано и за мене изненадување беше вчера соопштена по втор пат ослободителна пресуда во предметот шпион во делот кој се однесуваше на обвинувања против мене, втора неправосилна првостепена ослободителна пресуда, овој пат од судиката Фанка Јанчулева Михаиловска. Првата беше пред 2 години од судијата Владимир Туфегџиќ. Планирам вечерва да ви раскажам една приказна од почетокот до вчерашниот крај, кој не е и конечен крај, бидејќи допрва ќе има напишана пресуда, ќе има, верувам, нова жалба од обвинителството, пак ќе одиме на апелационен суд, можеби по трет пат ќе се врати назад. Значи, непланирано вечерва, ќе објаснам зошто. Инаку имав план да зборувам за криминалот наназад децении во градежното предпријатие Гранит, но тие докази, тие документи и таа емисија, во една емисија ќе бидат спакувани следниот четврток во ово исто време, 21 часот. Значи сега за предметот шпион и за мојата кривосудна приказна од денот кога се случи. Во мај 2013 година, во рамки на истрага монтирана политичка, наменски насочена кон одредени лица, во предметот ликвидатор, меѓу другите беа таргетирани Беби Ефремов, обвинител од Велес, кој го водеше случајот ликвидација на старецот Ореше од обвинителска гледна точка, го застапуваше обвинението против осомничени лица, против Валентин Зафиров, судија, истражител, истражен судија во тој предмет, кој таа истрага за малку ќе ја доведеше до крај, ама беше спречен со апсење. Случај во кој беше апсен и новинарот Томче Кежаровски, наводно заради откривање на заштитен сведок, за кој подоцна се утврди дека воопшто не бил тоа. Во рамките на таа истрага, при претрес на домот на Беби Ефремов на 28. мај 2013 година, во родната куќа на Ефремов било пронајдено оружје кое не му припаѓа нему, пријавил дека му припаѓа на неговиот брат Маријан Ефремов, кој се во тоа време и претходно работел како припадник на военото разузнавање, и веднаш била дадена насока, тоест бил изведен налог за итен претрес на улицата Руѓер Бошковиќ во домот на Маријан Ефремов. На 28. мај вечерта се врши тој претрес, кај Маријан Ефремов се пронаоѓа известно количество оружје, се пронаоѓа од страна на истражителите сеф кој Ефремов им го отвора под закана дека ќе го дигнат со експлозив во воздух. Таа иста вечер кај него пронаоѓаат повеќе лаптоп машини, пронаоѓаат тефтери, пронаоѓаат USB стикови, и до септември 2013, додека Маријан Ефремов е во притвор поради пронајденото кај него дома, обвинителството, раководено од обвинителката Лилја Стефанова, спроведува истрага која во средината на септември 16 и 17 резултира со почеток на предметот шпион. Таа пролет и тоа лето и почетокот на таа есен се раѓа случајот мајка на сите монтирани случаи во Република Македонија, во кој настрада околу 1100 луѓе, беа процесуирани по разни слични случаи со слични кодни имиња. Обвинителството, предводено со обвинителката Лилја Стефанова, во текот на истрагата, заедно со истражната судика Татјана Михајлова, има направено повеќе злоупотреби,
за да ги отстрани од мрежата осомничени тројцата пратеници Илија Димовски на ВМРО ДПМН, Владко Ѓорчев и Антонио Милошевски, тројца пратеници кои биле на редовен платен список кај Маријан Ефремов, редовно му давале безбедносно интересни, чувствителни информации, понатаму интересни за лиферување, но за да се спречи да седнат на обвинителна клупа заедно со 20 таргетирани под наводници шпиони како мене, Лиле Стефанова и Татјана Михајлова злоупотребуваат мерки како истражна судика од Основен кривичен суд Скопје, еден во тоа време, денеска само Кривичен суд Скопје, наместо да добијат налог или примерки за следење на таргетирани лица, како мене и останатите 19 осомничени, подоцна обвинети и осудени лица во предмет шпион, наместо да се добие налог со подпис на судија од Врховен суд, како што тоа е во предмет на шпионажа во целиот свет, овдека биле злоупотребени примерките за да се изврши селекција на најдените докази кај Маријан Ефремов дома, за да се тргнат доказите со наводни лажни фалсификувани примерки против Илија Димовски, Владко Ѓорчев и Антонио Милошевски, инаку познати како тројката од Халкидики, познати по хомосексуалните журки во апартмант на Маријан Ефремов, закупен на Халкидики години наназад, пред тие да добијат клуч за да одат да се забавуваат со одредени странски разузнавачи и репрезенти. Селекцијата со тие примерки доведе на 16 и 17 септември до апсење на 20 лица кои беа таргетирани како непријатели на Република Македонија. Во нив се наоѓам и јас, се наоѓав и се наоѓам ден денеска, бидејќи предметот правосилно не е завршен. Јас бев одсутен од Република Македонија, живее во Србија. Во Македонија беше изведена спектакуларна телевизиска акција од страна на тогашната власт, предводена од чудовиштето Никола Груевски и од денешната затвореничка правосилно осудена Гордана Јанкуловска како министерка за внатрешни работи. По апсењето во текот на саботата и неделата 14 и 15 на 16 септември 2013 Гордана Јанкуловска полна себе излезе на пресконференција на која соопшти дека уапсиле 20 шпиони предводени од лидер на злосторничко здружение Маријан Ефремов. Да подсетам, меѓу нив беа Тоше Кошиновски, Александар Диневски, Миќо Насковски, Горан Стојков, уште Ване Цветанов, еве јас бев, меѓу нив беше и несреќниот Зоран Костадиновски, еден од најјаките и најобразованите македонски разузнавачи, кој умре во притвор, ама една ноќ пред да испушти душа, го трансферирале дома да се прикаже дека не умрел во притвор во шутка, туку умрел дома. Значи беа уапсени 18 луѓе, двајца бевме надвор, еден во Чешка, јас бев во Белград и Нови Сад, распишаа потерница преку пресконференција на која Гордана Јанкуловска јавно соопшти, меѓу другите, дека е уапсен и новинарот Зоран Божиновски. Тоа е денот кога мојата професионална новинарска кариера доживува невиден успех, бидејќи до тој ден сите власти наназад пред ДПМН заедно со СДСМ од осамостојувањето мене ме квалификуваа како квази новинар, како ненормален, како лудак, како некој кому не треба да му се верува, како контроверзен лик кој не знае што зборува,
кој не знае што пишува, ама на 16 септември министерката за внатрешни работи на Република Македонија Гордана Јанкуловска по 7 години бојкот врз моето име и презиме и сето она што го пишувам, на пресконференција рече и новинарот Зоран Божиновски. Од Нови Сад и напишав на Фејсбук едно писмо, јавна благодарност, затоа што конечно ме вивнаа во светската новинарска елита, ме вивнаа во орбитата, па автоматски после таа пресконференција зад мене застанаа Светската Европската Федерација на новинари, застанаа Репортери без граници, застана Хелсинскиот комитет, застана Европскиот парламент во Страсбур, застанаа колеги од Европа и светот, застана Црногорското здружение на новинари, застана Српското здружение на новинари, Босанското, Црногорското, го споменав, и, што е најважно, застана моето матично здружение на новинари на Македонија, од кое имав најголема поддршка. Значи, од квази новинар, лудак, ненормален, неверодостоен, јас станав новинар за почит, затворен во монтиран политички случај. 50 дена во Нови Сад чекав да бидам уапсен по потерница од Република Македонија. За чудо, покрај овие 18 притворени во Македонија, однесени и сместени во ненормални услови во Шутка, во затвор Скопје, јас останав на слобода во Нови Сад без никаков притисок од српските власти, од српската полиција, без да постапат по таа потерница. На крајот на октомври во Нови Сад дојде мојот колега од Црна Гора Гојко Раичевиќ, мој брат, ме понуди да дадам едно видео интервју. Разговаравме 2 часа за неговата веб страна In4S Црна Гора и го подели тоа интервју на 2 дела. Во тоа интервју ги отворив сите криминални дејства на црногорската политичка мафија, предводена од Мило Ѓукановиќ, а во вториот дел српската политичка мафија, предводена од Александар Вучич, Ивица Дачич и специјалниот обвинител Милко Радисављевиќ, со кого соработував на предметот против Цане Суботич, кој врз основа на доказите добиени од мене успеа да го преку застапен обвинителен акт да дојде до пресуда од 6 години затвор за Станко Суботич Цане. Меѓутоа, со доаѓањето на Александар Вучич и Ивица Дачич на власт во Србија, тие му пружија шанса на Суботич Цане да си плати за да се суди повторно, за да биде на крај делото застарено, да не лежи затвор. Сето ова го објасни во емисијата од неколку часа кај колегата Гојко Раичевиќ. Тој ги емитираше 2 дела од тоа интервју. Индикативно е, тоест интересно е дека после емитуваниот втор дел во кој зборував за српската криминална политика, бил даден налог на екипа за потраги од полиција на Нови Сад да ме најдат и ме пронајдоа, нормално и ме уапсија по потерница од Република Македонија. За моја среќа, со поддршка влегов во притвор на 8 ноември ноќта 2013 година. За моја среќа, за 5 дена моите колеги по новинарски врски преку британски Financial Times и колеги од Македонија кои работат таму, го пронајдоа и го ангажираа про боно, што значи бесплатно, да ме застапува еден од најдобрите српски адвокати Горан Петрониевиќ. Средбата со него и неговото објаснување дека така ќе им ги врзе нозете на Виши суд Нови Сад и рацете правно, што нема да можат да ме испорачаат, затоа што мене ми се закануваше сигурна смрт
во притвор во Скопје, каде ме чекаа убийците на Сашо Мијалков и на Никола Груевски. Нив не им беше целта да бидам донесен во Македонија за правично да ми се суди. Благодарение на застапувањето на Горан Петрониевиќ и политичкиот азил кој го побарав таму, ние го успоривме процесот на екстрадиција, тоест испорачувањето, до оној момент кога беше безбедно јас да си дојдам во Република Македонија. Одлежав 10,5 месеци притвор во Нови Сад, бев ослободен во септември 2014 година, еден месец пред првостепената пресуда на оние 18, поточно сега без починатиот Зоран Костадиновски 17 луѓе, кои овде беа судени без присуство на јавност, надвор од сите уставни норми, надвор од сите пропишани човекови права и слободи. Значи им се судеше на затворени судски процеси со нивни адвокати кои однапред беа подпишале изјави за тајност, иако немаше никаква тајна на процесот шпион. Значи не беше дозволено јавноста да знае што се случува на тоа затворено судење. Од судијата Ѓоко Ристов, кој тогаш беше судија на Основен суд Скопје, подосна во време на власта на Зоран Заев доби унапредување и него сега суди во апелација за награда, што работеше и за едната и за оваа друга хибридна режимска власт. Значи, Ѓоко Ристов на затворено судење осуди 17 луѓе без никакви докази, без никаква вина на затворени судски процеси. Јас се имав таа среќа во животот да не можеа да ме испорачаат српските правосудни органи, затоа што мојот адвокат Горан Петрониевиќ ги запре до пролета, некаде до март 2016 година, со правни мерки. На крај, иако донесоа одлука за моја екстрадиција, одлуката им ја сруши со тужба на управен суд, што значи дека требаше да се врати целиот процес од почеток. Толку се изнервира, а во еден момент се преплете и мојата професионална новинарска работа со предметот екстрадиција, бидејќи јас неуморно работев, пишував и објавував докази за криминал. Во март и април месец, додека 2016 година, додека беа во подготовка парламентарните ворени избори во Србија, а беа во подготовка и овде за 24 април 2016, по овде беа одложени, а во Србија беа одржани и секако дека Вучич победи. Таа политичка кампања на СНС и СПС на Дачич и на Вучич им финансираше Благоја Механџиски Зегин, кој од нив доби право да отвори 60 аптеки во кои носеше лекови со дисконтни цени, како што ги продаваше и во Македонија. Па од тој бизнис, бидејќи имаше секако 30% во просек поевтини лекови од сите други, од тој бизнис Механџиски Зегин имаше обврска да им ја финансира кампањата. Подготвува за 22 април, што беше петок, предизборен мог во Србија, текст со тема Гутај Србија, Зегин части, бидејќи во Македонија наназад 10 години чудовиштето Никола Груевски и неговата багра од Министерството за здравство направија закон за паралелен увоз на лекови, кој беше направен за неколку веледрогерии, меѓу кои и таа на Зегин и секако на Пановски. Па преку тој закон од две сириски фабрики кои беа под контрола, под окупација на ИСИС, Исламската држава, од две сириски фабрики од произведени лекови препакувани во Истанбул, во Турција, носеа лекови кои се по 30, 40 и 50
100 поевтини од оригиналите на светските познати фармацевски куќи. Српската тајна полиција мене не ми дозволи да го објавам тој текст, ми се закануваа до последно дека ќе ме снајде екстрадиција, дека треба да се освестам, дека треба да престанам да истражувам против Благоја Механџиски Зегин, против Драган Даравелски, криминалци кои се под нивна юрисдикција и под нивна заштита, дека сум требал да истражувам за други некои политички ликови од Македонија кои на нив не им беа драги и мили. Пробаа и да ме врбуваат, да станам нивни соработник. Успеав да ги лажам на неколку средби, но кога видоа дека не се откажувам од објавување на текстот Гутај Србио Зегин части, без никакво решение, без никаква процедура, ме разбудија утрото 16 април. Екипа за потраги ме спроведоа до полиција, не ме спроведоа до судија за претходна постапка, не ме спроведоа до притвор за да почне процесот на договарање со Македонија да бидам испорачан во регуларен трансфер, кој трае 7 дена. Значи ме разбудија сабалето у 8, без никаква документација, без врачено решение, без право на телефонски повик, без лекарски преглед, ме спакува во 15:30 часот и тргнавме на пат за Македонија. Ова прв пат вечерва ќе го кажам, значи во тој момент Македонија имаше техничка влада. Во таа техничка влада сега затвореникот криминалец Димитар Чавков беше директор на полиција, министер на полиција технички беше Оливер Спасовски. 10 часа додека сум патувал од Нови Сад до граничниот премин Табановцен на предавање да ме предадат српските полицајци на овдешните специјалци, траело надмудрување дали да ме земат оние под контрола на Чавков, што значи 72 часа да бидам шетан и малтретиран по полициски станици под контрола на Чавков, или да ме превземат специјалци под контрола на Оливер Спасовски, технички министер во тој момент, за да бидам однесен директно во шутка, во притвор, бидејќи со моје доаѓање на граничен премин се активира претходно донесено решение за притвор. Превагнала силата на техничкиот министер Спасовски и јас таа вечер бев спасен, лишен од малтретирање, заминав во притвор во шутка, каде што 90 дена до 18 јули 2016 година имав некаква наводна истрага која резултираше со ниту еден распит. Обвинител определен ми беше Златко Биковски, тогашен вршител на должноста на шеф на јавното обвинителство за организиран криминал и корупција, познат како обвинител што го водеше предметот пуч против Зоран Заев и Зоран Верушевски. Верушевски, господинот Биковски ја водеше истрагата 90 дена без да ме распита, без да ме соочи со докази, без да ме соочи со сведоци, а ги има подоста во овој предмет во истрага 2013. Обвинителот Биковски едноставно не можеше да мрдне со мал прст против мене, заедно со истражната судика или судиката за претходна постапка Елена Јосифовиќ, од проста причина што претходно надлежност врз предметот шпион имаше воспоставено специјалното јавно обвинителство, па обвинителот Биковски немаше никаков допир со предметот, затоа што СЈО го водеше како предмет во кој има 180 прислушувани разговори, така наречени бомби.
Значи, додека предметот по основна првостепена пресуда донесена во октомври 2014 година од страна на Ѓоко Ристов, беше на апелационен суд, таму го застапуваше СЈО Елизабета Јосифовска, заменик специјален јавен обвинител. Значи, никаков допир не му дозволува на Златко Биковски да застапува обвинение против мене во истрага од 90 дена. Зошто е ова битно? Битно е затоа што јас на 18 јули во притвор во затвор Скопје во Шутка добив обвинителен акт донесен врз основа на решение од судиката Елена Јосифовиќ, судика за претходна постапка, која донела решение во кое пишува исполнети се условите за подигање обвинителен акт. Какви услови се исполнети за подигање на обвинителен акт без ниту еден распит, без обвинителот да има допир со комплетниот предмет, освен што имал допир со решението донесено за отворање истрага од Лилја Стефанова и Татјана Михайлова во септември 2013 година. За жал, отиде предметот на судење таа есен 2017 година, но иронично, индикативно, пред 2 години и вчера, за мене крајно корисно, има записник од едно прво рочиште кој го закажа на 1 септември 2017 година судиката Александра Крстич и потоа веќе него судеше предметот, замина во друг одел, замина од секторот за организиран криминал. Таа во записникот тоа закажано и одложено рочиште од 1 септември 2017 година напиша: не можам да судам предмет за кој немам допир со списите од тој предмет. Со тоа Александра Крстич несвесно на мене ми донесе ослободителна пресуда, која подосна еве стигна преку Владимир Туфегџич и преку Фанка Јанчулова Михајловска. Сепак, се уште беше на власт таа 2016 година, есента до 9 декември до изборите, се уште беше на власт чудовиштето Никола Груевски, мораше да се суди. Предметот го дадоа на судиката Ленка Давидковска, која најпрвен беше екстремно енергична контра мене, но како ближеа изборите и како паѓаше таа власт диктаторска на чудовиштето, така судиката сваќаше дека е вовлечена да суди наместен предмет. По 31. јануари 2017 година, кога чудовиштето не успеа да се договори со ДУИ и не доби мандат за составување влада, Ленка Давидкова, како судика, и обвинителот Златко Биковски до 14. јули 2017 година, кога истекуваше рокот за мое ослободување од притвор 15 месеци долг поради неосуденост во прв степен, значи тие го одолговлекуваа само за да се откачат и за да се спасат од непрофесионално одработена истрага во 2013 и невозможна истрага во 2016 година. Предметот подосна на есен 2017 година, на моје големо изненадување, по ургенција на мојот тогаш нов политички душман и политички непријател Зоран Заев, по ургенција го превзема СЈО, воспоставија надлежност Елизабета Јосифовска и Катица Јанева и му ветиле на Зоран Заев дека мене ќе ме тераат до затвор. Иако се занимаваа со предмети кои се поврзани со прислушкувани разговори, тие никогаш на процес кој еве до вчера имаше своји 110 рочишта во 8-та сезона од 9-та година,
никогаш не изнесоа ниту еден прислушкуван разговор за да го оправдаат воспоставената надлежност над предметот шпион, значи над луѓето 18 на број кои беа осудени во политички монтиран процес и им беше ветено од Зоран Заев дека процесот ќе добие своја регуларна правна разврска, но си го погази зборот и излажа како и многу пати во неговата политичка кариера и во неговиот живот, така да овие луѓе беа отерани до Врховен суд и уште се влечат на апелација, уште ги судат делумно, а јас бев оделен. СЈО, додека постоеше Елизабета Јосифовска и Стефчо Донев, обвинител од Кочани, ме гонеа и инсистираа на судења кои се одржува овде во Кривичен суд Скопје, на судења пред Кривичен совет кој го водеше Владимир Туфекџиќ, до крај инсистираа да бидам осуден за предмет во кој нема ниту еден доказ. А во предметот нема ниту еден доказ уште од 17 декември 2013 година, кога првпат Лила Стефанова донела јавно обвинителска одлука да ги гони 18 притворени и осомничени, а мене како недостапен не ме одвоила со решение дека сум недостапен и не спакувала докази пронајдени во таа истрага во тие 90 дена против мене. Да имала докази, јас сум 100% сигурен дека ќе ме осудеа во отсуство, па кога ќе бидам екстрадиран од странство во Македонија, ќе имам право на повторена постапка, но таа пресуда во отсуство би ми била секако впишана во кривична историја до денот додека не докажам дека не сум виновен. Судењето кај Владимир Туфекџиќ се одвиваше понекогаш трагикомично, затоа што како одминуваше времето, така обвинителката Елизабета Јосифовска и Стефчо Донев беа се понемочни и понемочни. Доаѓавме во абсурдни ситуации да јас како обвинет повикувам нивните сведоци од истрага 2013 како Минчо Јорданов, како криминалецот Сашо Денесовски и слични да бидат повикани да дојдат да се соочиме во судница, пошто уживав во нивните лаги. Два пати инсистирав јас како обвинет Драган Даравелски да се појави на видеоконференција од Белград, бидејќи знам дека таму е во Виши суд и знам кој судија му го води предметот во екстрадиција, дека е возможно и беше возможно и воспоставивме на два пати видеоконференцијски врски и сведочеше и ја кажа вистината и преку тоа обвинителката Елизабета Јосифовска и натаму инсистираше и дури и после пропаста на СЈО со жалба да се поништи првостепената ослободителна пресуда од 2019 година, отидовме на апелација. Таму пак Зоран Заев нарача неговата миленичка Тања Милева да го сгази тричлениот кривичен совет во кој е и Зоран Димитриевски, па донесоа некое трагикомично решение да се врати од технички причини на некакво повторно кривично судење во Кривичен суд Скопје, кое се случи од јануари оваа година до вчера. Абсурд кој го доживеав на ова судење од јануари до вчера беше дека сега веќе непостоечкото СЈО веќе го нема, го избриша. Предметот вратен и приоритетно третиран од шефицата на ЈО за ГОКК Вилма Русковска, наместо да биде распределен кај обвинителка или обвинител од нејзиниот сектор, таа со некаков упат, што не постои во правото,
и со некаков мистериозен подпис на Љубомир Јовевски, шеф на државното обвинителство, од Гостивар ја враќа Елизабета Јосифовска да си го доврши своето недело, тоест да се брука до крај. Бруката и резилот на Елизабета Јосифовска од јануари до вчера се состои во тоа што не ми постави ниту едно единствено прашање во врска со обвинението, иако дојдовме на повторено судење кое требаше да почне од почеток. На судењето од јануари до вчера, на 10 нарочишта, не се појави ниту еден сведок на обвинителството, затоа што судот, Кривичниот совет, предводен од судиката Фанка Јанчулева Михаиловска, оцени дека нема потреба, дека се е јасно. Најголемото изненадување вчера за мене беше кога во завршните зборови обвинителката Елизабета Јосифовска во настап на крајна немоќ се повика во своите завршни зборови на некаков видеоконференцијски настап на осудениот криминалец Драган Даравелски и изговори една за мене трагична реченица. Рече: го повикувам судот да приклони верба на Драган Даравелски, бивши директор на Царинска управа на Република Македонија. За мене беше фрапантно Елизабета Јосифовска да повика како обвинителка од Државното јавно обвинителство да повикува Кривичен совет на Кривичен суд Скопје од Република Македонија да приклонува верба на правосилно осудено лице на 7 години затвор, кое Република Македонија е оштетило над 105 милиони денари, колку што и се запленети во имот пронајден после неговото бегство од Македонија во 2003 година. Со оваа реченица Елизабета Јосифовска вчера дефинитивно му удри црн печат на обвинението против мене и мислам дека таа ме ослободи, иако подадената кратка 5-минутна пауза од судиката Фанка Јанчулева Михаиловска бевме повикани да се вратиме во судница и ми беше на мое пријатно и на пријатно изненадување на мојата сопруга Панда Солунчевска и на мојата брилијантна адвокатка Лела Стојкова, ни беше соопштено дека по втор пат сум ослободен од тешките обвиненија за кои сум обвинет, што значи шпионажа и уцена, додека злосторничкото здружување застаре и беше отфрлено претходно. Понатаму ме очекува последната финална дефинитивна битка за конечна правосилна пресуда. Следните 3 месеци ќе чекам да се напише пресудата, колку што е и рок да ја добиеме во пишана форма. Обвинителството ќе има право пак на жалба. Обвинителката Јосифовска вчера ја најави жалбата, што значи дека е спремна на нови бламажи пред апелациониот суд, па може би и на некое трето враќање, трето почнување во некоја 12-та година или 15-та сезона од 150 и не знам која епизода од овој тажен судски процес против мене. Сакам во меѓувреме да ги повикам сите оние свесни политички сили во Република Македонија, ако воопшто постојат, да се смогне сила. Ајде, јас сум ослободен и ќе бидам слободен од тешките обвиненија, ама да се смогне сила предметот шпион заедно со сите слични предмети во кои настрадаа многу луѓе да бидат вратени на почеток и да видиме јавни судења, а не затворени судски процеси на кои овие луѓе ќе добијат правда за доцната, ама правда, бидејќи во меѓувреме не може да ги вратат блиските од нивната фамилија кои се починати од стресови и од удари предизвикани од македонското кривосудство, некогаш раководено од чудовиштето Никола Груевски, па продолжено, раководено, инструирано од лажгото Зоран Заев.
Почитувани гледачи, тоа имав вечерва да ви го кажам. Во овој четврток, 26. мај 2022 година, во третата епизода од втората сезона на емисијата Со лесно буревесник. Бидете така, бидете со нас, се гледаме идниот четврток во исто време.